ова долго. Топло лето златно, што се случи не знам, ко на филмско платно. Доаѓам ни смеја рече од далечина, лето мина, тативко замина. Нашиот познат академски музичар, солоизведувач и градител на виолини Вејчеслав Поповски го знаеме одамна затоа што уште на најрана возраст стапна на музичката сцена. Во меѓувреме со крупни чекори гази цврсто на неа и остварува светски успеси. А утринава имам чести задоволство утринското кафе да го испијам заедно со него, за да слушнеме што е тоа што се случува во музичката кариера на овој млад човек кој што ја афирмира нашата убава земја и докажува дека нашето поднебје навистина има врвни таленти. Вејчеслав, здраво! Здраво, Ирена, благодарам за поканата за ова интервју и се надам дека убаво ќе се помине. Не сме се виделе одамна, а во меѓувреме следам дека твојата кариера во континуитет оди по нагорна линија, што е резултат секако не само на твојот вроден талент, туку и на љубовта, посветеноста и енергијата што ја посветуваш на музиката и на виолините. Неодамна се врати од еден светски фестивал, Неофестивал, каде што одржа прва меѓународна изложба. Тоа е поводот за да се сретнеме денес и би почнала токму од фестивалот и од изложбата. Може ли да ни раскажеш како всушност се случи контактот, поканата да отидеш таму и како помина изложбата? Вака, Ирена, значи контактот се случи многу спонтано. Пред неколку месеци Српското народно позориште во Нови Сад се одлучи да ја имаат можноста да набавуваат инструменти за позориштето. Така да ме контактираа и се одлучија да купат 3 инструменти од мене. Преку мојот драг пријател Роберт Лакатош се запознав со многу други негови пријатели и светски виолинисти, виолисти, челисти, а меѓу нив беше и организаторот на Неофестивалот во Нови Сад Марко Милетич. Така да спонтано му правев кобилица и дојде идејата да направиме изложба која што многу ретко се случува на овие простори, посебно од овој од страна на виолините, бидејќи од страна на ликовните уметници се случуваат такви изложби, ама како изложба на виолини, тоа е многу ретко. Така да ми беше задоволството и честа да ме покани да направиме преубава изложба и имаше многу светски виолисти, виолинисти, музичари од цел свет да има можност да ги видат инструментите. Како ти го доживеа твоето учество на тој фестивал и на таа изложба? Што значи за еден млад уметник да биде дел од тој свет и да го презентира своето творештво? Вака, Ирена, тоа е неописиво чувство, бидејќи сето тоа на мене ми се случи за многу краток период и не може сето тоа ни да го приметам како се случува наеднаш. Тоа е неверојатно чувство и задоволство дека си успел и некој го вреднува тоа што го работиш. Тоа е најбитното од се. Што уште се случува во твојата музичка кариера во изминатиот период? Вака, јас завршувам факултет за музичка уметност во Скопје. Најмногу сум посветен на градењето на инструменти и тоа го правам веќе 6-7 години уназад. Така да тоа е најбитно во моментот. Се спремаме за најголемиот саем за музички инструменти во Кремона на Мондо Музика 2024 година. Сега во септември, од 27 до 29 септември, тоа е најголемиот светски саем и Македонија за прв пат
ќе има можност да иде на тој саем. Всушност јас ќе однесам во Македонија на тој саем да можат сите светски музичари, сите држави да имаат можност да ги видат инструментите. Дали присуствувал таму некој од регионот или Македонија може би привилегирана да имаме прв пат свој учесник? Колку што знам, од Балканот нема учествувано. Не сум сигурен, ама мислам дека ние сме први. Тоа е навистина нешто со што треба да се гордеем и верувам дека за тебе и голем предизвик, што значи Вечеслав, со нетрпение ќе очекуваме кога ќе се вратиш да се сретнеме повторно вака пред камерите за да ни ги пренесеш впечатоците и да раскажеш што се случувало таму. По потекло си од Малешевијата, од убавото Пехчево, колку наоѓаш време покрај многуте професионални обврски и активности да отидеш таму, да одмориш, да го дишаш убавиот воздух што е типичен и препознатлив. Малешевијата има најголема концентрација на кислород во нашава земја. Одиш ли често? Одам многу често, бидејќи таму и живее и мојата баба. Така да се трудам во секој слободно време да сум таму, дека е преубава природата и имаш доста инспирација и мотивација за некои нови работи да ги работиш. Така да и таму и почнав да правам мојата прва виолина пред 7 години. Тоа беше неверојатно чувство како самата атмосфера те опуштува и ти дава мотивација и елан за да твориш нешто. Колку виолини имаш создадено од тогаш па до сега? Тоа е голема бројка, над 30 виолини. И сум задоволен дека сите виолини се во рацете на светски виолинисти, многу добри студенти кои што се со голем потенцијал, така да моите виолини се во рацете на многу добри музичари. Јас верувам дека така ќе биде и во иднина, дека ќе изработиш уште многу виолини кои што ќе звучат милозвучно во рацете на вистински професионалци и на талентирани луѓе. Еве за крај, Вечеслав, би сакала да те прашам да издвоиш кое патување, зборува музичко професионално, кој настап ти бил досега најубав, највпечатлив, бидејќи музиката, виолината, твоето пеење те однесува на многу убави дестинации ширум свет. Јас имам отидено на многу фестивали, на многу надпревари и на многу конференции. Така да, како клучни би ги издвоила надпреварот во Лос Анџелес, VCOP, тоа е светски надпревар за изведувачка уметност. Значи, таму имаше перформери. Од класична музика до популарни жанрови, до народна музика, така да тоа беше еден од клучните надпревари за мене. Втор би го издвоил од областа на виолините лани во Тусон, Аризона, на светскиот надпревар за градење на музички инструменти. Таму освоив сребрен медал за тон. Така да тоа е тие се два клучни надпревари за мене. Јас ти посакувам да отпатуваш уште на многу прекрасни места, да продолжиш да бидеш така одговорен и посветен кога е во прашање професијата, а ние сме тука да ги следиме и понатаму твоите активности, твоите успеси и секако да бидеме горди на нив. Благодарам, Ирена, и за вас и за поканата и се надевам дека ќе имаме уште многу убави моменти за да ги споделам со вас и со јавноста. What is a man? How has he got? If the answer